Општина Газибава е подготвена за дочек на новиот почеток на учебната година. Сите 11 основни училишта се подготвени за одржувањето на комбинираната настава и со физичко присуство и со онлайн. Трудот кој што го вложивме во летните месеци ни овозможи навремено да ги разработиме протоколите, да ги постават пунктовите за дезинфекција и да се осмислат патеките за безбедност на дечињата кои што пратат наставата. За да бидеме целосни во извршувањето на обврските, како општина, започнавме набавка на компјутери за наставниот кадар со цел успешно спроведување на онлайн наставата. А особено е важно да напоменам дека набавуваме и таблети за учениците. Со средствата кои што ги заштедивме од блок додациите, од средствата од Министерството за образование и наука и од општина Газибава, обезбедивме 350 компјутери, а остатокот го обезбедивме од фирмите кои што ги донираа смарт таблетите, уреди на оние ученици кои што им недостасуваат, кои што треба да ја пратат онлайн наставата. Во ваквата донација учествуваат повеќе од 15 на фирми кои што се од општина Газибава. Уште сум посреќен што и родителите се вклучуваат во оваа акција на училиштата и донира стари смарт уреди кои сакаат да ги остават на дечињата кои немаат свој уред. Општина Газибава веќе трета година непрекинато вложува во образованието, во обезбедување на услови за децата, затоа што тие се нашата иднина, а така ќе продолжиме и во иднина. Мене ми е драго што денеска заедно со градоначалникот на општина Газибава, со председателот на синдикатот СОНК и на вистина имаме можност да погледнеме на кој начин се припремаат училиштата во оваа општина, ова е второто кој што го посетуваме, Дане Крапчев, да видиме на кој начин се подготвуваат и за физичко присуство од прво до трето оделение и за онлайн присуството на наставниците кои што се од повисоките оделенија. Можев да видам дека навистина ово училиште е подготвено, дека наставниците многу ентузијастички, со многу проблеми, со многу предизвици, но се приклучени со своите оделенија согласно насоката за тестирање. Знаеме дека на национално ниво има предизвици со вклучувањето во овој момент. Тоа веројатно ќе се надмине, но секако сина ќе дадена и дополнителна инструкција да се искреираат оделенија во друг дел од платформата за да може полесно да се приклучат. Сметам дека техничките процеси ќе се одвиваат и дека ќе имаме предизвици во наредниот период, но јас ги повикувам и родителите, и наставниците, и децата, и директорите, и градоначалниците, дека овој процес заедно ќе го поминуваме. Нема да биде лесен, од првиот момент кажуваме, периодот за припрема беше краток, но мислам дека имаме основи да кажеме дека училишната година ќе почне организирано и дека на тој начин ќе имаме пристап до образовен процес кој што ќе биде добар и да се надеваме дека согласно епидемиолошката состојба тој ќе биде динамички, но дека ќе го завршиме успешно како учебна 2020-2021, но важно е дека ни е потребно трпение на сите, грижа на сите и поддршка посебно за наставниците кои што го трпат најголемиот притисок во овој момент. Задоволството е на сите да се видат добро организирани и добри подготовки за почнување на новата учебна година. Особено мораме да го пофалиме градоначалникот на општина Газибава кој што максимално општината вложила во инфраструктура, во обезбедување на технички помагала кои што се неопходни за редовно одвивање на онлайн наставата. Тоа би било добар пример и за останатите градоначалници на национално ниво, час побрзо да обезбедат компјутери, лаптопи, помагала кои што ќе се донираат и на социјално загрозените ученици со цел непречено да се одвива онлайн наставата.